Почитувани, негрижата и поценувачкиот однос на СДС за потребите и барањата на граѓаните секој ден излегува на виделина. Најново е дека владата на СДС удира врз интересите на старите лица и пензионерите. Со новиот ребаланс, владата на СДС предвидува расипнички да ги троши парите на граѓаните на договорни услуги и дополнителни чисто партиски вработувања, а ги укинува предвидените пари за изградба на пензионерски домови и домови за стари лица. Се кратат 28 милиони денари, со кои што, меѓу другото, требаше да се отпочне и со изградба на домот за стари лица во Газибаба. Владата ги укина овие средства со кои требаше да се почне со изградба на домот со предвиден капацитет од 170 лица. Овој дом беше наменет за најранливата категорија на стари лица, односно за стари лица без приходи и материјално необезбедени стари лица. Исто така стари лица со ниски приходи, болни и изнемоштени. Истиот беше предвидено да се гради во општина Газибаба, зашто веќе има донесено ДУП и веќе има изработено проект. Домот требаше да биде со површина на објект 4723 метри квадратни на градежна парцела од 1543 метри квадратни. Објектот беше предвиден да биде со подрум, приземје и 5 ката, исто така и подземна гаража од 1200 метри квадратни. Ништо од ова нема да се реализира заради погубната политика на СДС. Ова значи дека еден сосема современ објект за згрижување на стари лица, според сите современи стандарди, нема да се гради заради тоа што на СДС му се побитни договорените услуги, набавката на морски плодови, цвеќиња, октоподи и партиски вработувања. Овој проект беше долгогодишно барање на Сојузот на пензионери и со овој потек владата на СДС целосно ги погаси ветувањата за грижа кон пензионерите. Едноставно ги измами и ги излажа. СДС, водени од слепата омраза кон политичкиот противник, се подготвени да блокираат, уништуваат, стопираат или забрануваат проекти кои се во директен интерес на граѓаните. Сите граѓани, меѓу кои пензионерите и старите лица, веќе на свој грб почнуваат да го чувствуваат целото лицемерие на СДС и на Зоран Заев. Нивната неспособност, нивниот недоволен капацитет и нивното незнаење се повеќе излегуваат и ќе продолжат да излегуваат на површината, а за жал ќе биде на штета на државата и граѓаните. Ви благодарам.